Време за вестите на Ирис телевизија. Инцидент во Штипската клиничка болница. Посетител од Берово на оделението на ортопедија бил физички нападнат од физиотерапевт. Невладините организации денеска го осудија настанот, но раководството на Штипската клиничка болница денеска излегува со реакција дека токму нивниот вработен бил физички нападнат од посетителот. Адам Чандаров од Берово пред 2 дена при посета на свој роднина во Штипската клиничка болница на оделението за ортопедија бил нападнат од физиотерапевт, бидејќи побарал да помогне на друга пациентка која била неподвижна. За возврат се случил овој немил настан од страна на здравствен работник, бил фатен за косата, свален на земјата и потоа му били зададени повеќе удари со клоци и со тупаници. Невладините организации денеска го осудија настанот. Забележуваат дека ова не е прв пат пациент или посетител во болница да имаат ваков третман од персоналот. Сакаме уште еднаш да искажеме дека ова е трет пат како реагираме за вакво однесување и за згрозеноста што ја чувствуваме како граѓански организации со цел да ги заштитиме нашите пациенти и нивните роднини. Сметам дека е недозволиво здравствените професионалци вербално и физички да ги напаѓаат пациентите и нивни блиски роднини кои што се сместени во самата болница, и незамисливо е луѓето кои се лекуваат и се под Хипократова заклетва да не ги исполнуваат своите обврски и задолженија и да бидат дел од ваквите несакани дејствија. Невладините организации барат народниот правобранител, но и санитарната и инспекциите на Фондот за здравство да интервенираат. Раководството на Штипската клиничка болница го потврдуваат инцидентот, но според нив посетителот Чавдаров во 17 часот кога е забраната посета на пациентите со сила влегол во болницата, а нивниот вработен бил вербално нападнат пошто их добил ќотек. Нашиот вработен има здобиено повреди, така да веднаш му е пружена помош на оделението за уво, нос и грло и на психијатриското оделение. Инцидентот е пријавен во полиција и од двете страни. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова потврдува дека полицијата излегла на лице место во теке истрагата, која треба да утврди кој кого нападнал. Во Штип утре регионален саем за вработување. Ке се представа 30 на фирми од регионот. Колку се безбедни штитениците на Центарот за аутизам, прашуваат родителите на 12-годишниот Петар. Тие тврдат дека нивното дете наместо да го однесат до дома, го оставиле на најфреквентната улица после 14 часот, само да се снаоѓа како знае и умее. Случајот е пријавен до Министерството за здравство. Родителите прашуваат зошто децата се разнесуваат со такси компанија, кога Центарот доби донација автомобил од преседавачот на Штипскиот совет. Наместо да го однесат до дома, 12-годишниот Петар е оставен сам на една од најфреквентните улици во градот во близина на домот на млади. Иако според договорот помеѓу родителите и Центарот за социјални работи, превезувачот треба детето да го предаде на родителите, ова не се почитува, реагира родителот Зоран Мијалков, кој тврди дека ова се случува веќе по трет пат. Такси компанијата која го има добиено тендерот за превоз на децата од Центарот за аутизам, ниту пак вработените во Центарот не си ги исполнуваат своите обврски, револтирано објаснува Мијалков. Проблемот е во тоа што Петар е со аутизам и одењето по најфреквентната улица после 14 часот може да предизвика сериозни последици по неговиот живот. Ова е за тотална негрижа. Трет пат моето дете му се загази животот. Првиот пат го најдовме на улица Подорек, што води на кај Брегалница. Вториот пат кај комшија во двор жива среќа има убави цвекиња, па моето дете врегава во дворот цвекињата да ги види, меѓутоа тој сака и возива. Родителите бараат Центарот за социјални работи да го покаже договорот со кој се гарантира безбедноста на нивните деца. За неодговорноста кон децата, то надлежните Мијалкови реагирале и предходните 2 пати, од каде што добиле одговор дека грешката која би можела да значи и детски живот повеќе нема да се повтори. При здрав памет со овие деца треба детето да се достави до такси компанијата, во Центарот да го пречекаат, потоа од Центарот да го предадат на такси компанијата, да ни се јават на нас
и ние го чекаме да ни се предаде на вака. Доколку се случи, може се да се случи, може родител да падне, да не може. Значи таксито е должен да го вати во центарот, од каде што го зел. Во никој случај деца со посебни потреби, деца што не зборуваат, не се оставаат на прометна улица. Еви, да не е прометна улицата, мојот син е дружелюбив. Ке помине некој, ке му пружи вака и тој ке се фане среќен. Значи, кој знае што може да се случи со нашите деца? Со случајот е запознат народниот првобранител, а за неодговорноста е известен и министерот за труд и социјална политика. Побаравме одговори од Штипскиот центар за социјални работи, од каде што информираат дека со официјални информации ќе излезат откако ќе се произнеси министерството. Останува прашањето зошто и понатаму децата се превезуваат со такси компанија, кога Центарот за аутизам доби донација автомобил од преседавачот на Штипскиот совет. Шахта од која се излеваат хемикали 2 години прави проблеми кај Мебел инженеринг во Штип. Проблемот редовно се пријавува до одговорните институции, но одговор со решение на проблемот нема. Штипската фирма Мебел инженеринг подолг временски период, поточно над 2 години, се соочува со проблем предизвикан од излевање на шахта, од која течат фекалии, а шахтата се наоѓа пред самиот влез на фирмата. Реагирано е редовно до надлежните за овој проблем, но одговор и интервенција некако нема. Проблемот е излив на, како што може да се види, фекалии, токсични материи сигурно има. Веќе се случува ова секоја недела, не, меѓутоа на секој 10 дена, почесто веќе во последните 2 месеци. Кај да го пријавувате проблемот? Пријавувате го на надлежните? Да, пријавено до надлежните институции. Излегувате ли за место да го решаваат проблемот кога пријавувате? Па досега, значи неколку пати реагиравме, се ставија некои бетонски плочи само, меѓутоа повторно се излеваат овие хемикали. Доколку набрзо не се најде решение на проблемот, од Мебел инженеринг велат дека приморани ќе бидат сами да ја забетонираат шахтата. Од Мебел инженеринг велат дека со овој проблем се соочуваат последните 2 години, редовно го пријавуваат проблемот. Некои одговорните излегуваат привремено, но проблемот се повторува. Доколку не се реши, тие ќе се приморани, така барем велат, да ја затворат шахтата. Оваа шахта се излева, речиси секоја недела, а хемикалиите течат низ просторот. Магазините се основна суровина за производство на Мебел инженеринг и се оштетуваат. Вработените интервенираат за расчистување на калта која се создава од истекавањето на шахтата, но наред се институциите и одговорните конечно да го решат проблемот. Заради заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари, Општина Штип утре ќе спроведе превентивна дератизација на канализацијските шахти на територијата на Општина Штип преку властена фирма, со цел уништување на стаорците. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 18 до 23 часот попладне, а ќе се дератизираат 160 шахти. Дератизацијата ќе се врши во периодот од 18 до 23 часот попладне. Со неја ќе бидат офатени 160 канализациони шахти на територијата на Општина Штип. Третирањето ќе се изведува со препаратот Бромахем со активна супстанца бромадиолон. Во случај на неповолни временски услови како што се дожд и друго, дератизацијата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат сите граѓани во Општина Штип да внимаваат во сообраќајот. Инаку ова е прва дератизација која што ќе се спроведе оваа година, а веќе општината спроведе и прва ларвицидна дезинсекција. Од денес граѓаните може да ги пријавуваат штетите од завчерашното невреме, но од општината вела дека се уште немаат официјален став дали засегнатите граѓани финансиски ќе бидат обештетени. Обилните врнежи од дожд поплавија десетина куќи во Штипско Ново село и една куќа во населбата Леваци. Од денес граѓаните може да ги пријавуваат штетите од невремето кој во вторникот го зафати Штип. Од општината информираат дека се уште немаат официјален став дали финансиски ќе се надокнадат штетите.
Тоа е право на граѓаните да ги пријават штетите, иако зависно од обемот се изготвува елаборат. Доколку има поголем број на такви барања, може да се случи да се изготви елаборат кој што ќе биде испратен до министерствата, меѓутоа во секој случај граѓаните значи може да ги пријават, но не е сосема гарантирано дека тие штети ќе бидат повратени, односно ќе бидат исплатени. Обилните врнежи од дожд поплавија десетина куќи во Штипско Ново село, како и една куќа во населбата Леваци. Штипјани реагираат дека шахтите покриени со асфалт се причина за навлегувањето на водата во нивните домови. Имаше околу 20 сантима вода, дојде наеднаш од пато. Шахтите не убаво напунете од згоре, од ридо се слева вода, тука се напуни пато, од пато водата целата унатре. Само теписоните и теписите ги дигнаме со знаата, теписоните само синтелоните, тоа. Иначе друго нема се. Штета, јас се куќата, тоа е доле се што е направено пред 2 години, значи тоа негде околу 10.000 евра ме кошта. И штетата е, значи, 100%, гледа се. Во вторникот Штип се соочи со пороен дожд и според УХМР наврна 85 литри вода на метар квадратен. Податоците говорат дека повеќе дожд имало само пред 2 години, кога наврнале над 100 литри дожд на метар квадратен. Фатен разбойникот што нападна и ограби 2 штипјанки. Станува збор за 14 годишен малолетник, познат на полициските служби од претходно. 14 годишен малолетник од Штип стои позади нападот и грабежите на 2 штипјанки на улица. Првата на 14 овој месец, втората ден потоа. СВР Штип го фати и го осомничи за разбойништво, а денеска му поднесе и известување до основното јавно обвинителство. Со намера да се стекне со противправна имотна корист, на улицата Вардарска во Штип, додека 65 годишна жена се движела по улицата пеш и пришол од позади грб и со употреба на физичка сила со едната рака ја потеглил за ташната и ја одзел истата, во која имало мобилен телефон, 600 евра и еден златник во вредност од 500 евра. Освен на улицата Вардарска, делото малолетниот разбойник го повторил и на улицата Вера Циривири Трена. Додека 49 годишна жена се движела пеш по улицата Вера Циривири во Штип од позади грб и пришол пријавениот, кој физички ја нападнал, удирајќи ја со неколку бокса во пределот на вратот и со влечење од рацете и ја одзел ташната во која што имало мобилен телефон и 50 евра. 65-годишната штипјанка, нападната на улицата Вардарска, се здоби со тешки телесни повреди и заврши во болница. Инаку, малолетниот сторител на разбойништвата е познат на полициските служби од порано. Во Кочани денеска по 7ми пат се одбележа роденденот на маршалот Тито, или во поранешна Југославија познат како Ден на младоста. Кочанското здружение Јосип Броз Тито денеска го прослави роденденот на маршалот Тито. Оваа манифестација, која по 7ми пат се одржува во Кочани, од година во година добива поголем број на учесници. Ги повикувам сите наши сограѓани и цела Македонија да се сетат на убавите моменти во животот кој што ги има живеејќи во Титова Југославија. Можам да се заблагодарам дека се зголемува бројот на членството, а има и веќе и млади членови кои што доаѓаат и да се надеваме дека ова ќе продолжи и понатаму. Во Кочани со песни и интонирање на химната на поранешна Југославија, но и со предавање на штафетата, се одбележа Денот на младоста во поранешна СФРЈ. Една од услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија се саимите за вработување на потребната работна сила на работодавачите, како и можност за успешно представување на пазарот на трудот и вработување на невработените лица. Утре во Штип во Безистенот ќе се организира саем за вработување, а учество ќе земаат 30 компании од регионот. Ќе бидат реализирани и форуми за вработување. Агенцијата за вработување на Република Македонија веќе подолго време организира сајми за вработување
Така и оваа година исто така, значи организираме сајми за вратување после Скопје, значи веќе одржавме еден сајм за вратување во град Скопје, а следува утре, значи во 10 часот ќе започне сајмот за вратување во Штип. На овој сајм се поканите сите невработени лица, како и работодавачите, кои ќе ги понудат своите слободни работни места. Можат самите невработени лица на лице место да остават своји биографии и CV-ја, каде што ќе имат желба да се вработат во присутните компании. Така очекуваме голем интерес. Воедно ги покануваме и вработените и невработените, работодавачите да го посетат овој сајм. Исто така и студентите кои се од завршните години може овде да го посетат сајмот и средношколците, значи од усмерените училишта во Штип. Сајмот е регионален, значи се одржува повтор пат во Штип и на него ќе присуствуваат 30 компании од регионот, поточно од Свети Николе, Кочани, Проби, Штип, тука ќе бидат и од Виница, од Штип се разбира како домаќин. Штип викендов ќе се представи во градот на светлината Парис во рамките на културно-уметничката манифестација Штип и Парис преку фреквенцијата на уметноста. Ангеле Михайловски, пианист со концерт од Музичката академија при Штипскиот универзитет и Драган Ристов со своите цртежи во сабота ќе се представат пред гостите во Македонската амбасада во Париз во Република Франција. Културно-уметничкиот настан го носи слоганот Штип и Парис преку фреквенцијата на уметноста, кој е поддржан од Министерството за култура. Драган Ристов на денешната пресконференција истакна дека на изложбата ќе се представи со 13 цртежи со молив, која е насловена Сенки. Станува збор за проект кој што финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Се надеваме дека и двајцата достојно ќе го представиме Штип и сета култура и уметност која што се практикува овде, имајќи во предвид дека на присутните во Македонската амбасада нема да им се представиме лично само ние, туку на некој начин и Штип, како и културните институции кои што се занимаваат со уметност, како што се Домот на културата, Народниот театар, Националната установа и Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Пианистот Ангеле Михайловски вели дека ќе има едночасовен концерт, а пред публиката ќе се представи со 3 сонати за соло пиано од 3 различни композитори. Анри Дитие, француски композитор кој работел и творил целиот свој живот во Париз, недалеку од локацијата на Македонската амбасада. Гоце Коларовски, македонски композитор, и Сергеј Прокофиев, руски композитор, како еден спој помеѓу овие два композитори. Во рамките на културно-уметничкиот настан Штип и Парис преку фреквенцијата на уметноста со најновите изданија на книгите се представи Штипската библиотека Гоце Делчев. Делегацијата од Штип која ќе биде дел од овој настан ќе ги промовира познатите штипски манифестации, но ќе ги представи и винариите и познатите штипски фирми преку промотивни материјали. Денес во Националната универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип беше промовирана книгата Ранохристијанските сакрални објекти по течението на река Брегалница од Миланчо Миленковски. Трудот Ранохристијанските сакрални објекти по сливот на река Брегалница од Миланчо Миленковски е негов труд за докторска дисертација. Денешната промоција е потсетување на значењето на она што како богатство од археологија го нуди овој регион. Се работи за една малку постудиозна студија која што е почната да се работи некаде 1995 година, а 2011 се финализираше како докторски труд. Еве денеска, 6 години после одбраната на тој докторски труд, имаме можност, па и посебна чест ми представува мене, да ја промовирам и да ја изнесам пред пошироката јавност, која што конечно ќе може да го даде својот суд за моите откритија по долината на реката Брегалница. Промоторот на книгата Милан Бошковски истакна дека во овој труд Миланчо Миленковски врши археолошки истражувања на над 300 објекти. Книгата е значајна затоа што представува една синтеза на археолошките наоди на Брегалничкиот басен, односно по долината на реката Брегалница, од Македонска каменица преку Радовиш и до сливот на реката Брегалница во Вардар, при што во синтезата, која што опфаќа околу повеќе од 300 археолошки наоди на сакрални објекти,
авторот изнесува своја синтеза, значи научна синтеза на придонесот и значењето на археолошките наоди. Инаку денешната промоција на книгата во Штипската библиотека е во рамки на одбележувањето на празникот Кирил и Методи, празник на сесловенските просветители. Оваа книга е проект на библиотеката од областа на инвестиции и финансиски поддржана од Министерството за култура. Оваа програма за одбележување на 24 мај ја заокружуваме со утрешната промоција на книгата на Александар Стефанов од Скопје, Девојчето на месечината. Во рамки на денешната промоција се дадоа анализи на најзначајните археолошки истражувања во регионот на течението на река Брегалница. Спасовден ден на Христовото вознесение, Штипјани и годинава за празникот се собраа во црквичката Свети Спас во Штипско Ново село. Запалија свеќи за здравје и се помолија за среќа и благодет во домот. Црквичката посветена на вознесението Христово Свети Спас во Штипско Ново село и годинава собра голем број на верници кои дојдоа во храмот да се помолат за здравје, среќа и берекет во домот. Добар празник, убав празник за сите луѓе од Штип. И така си идеме редовно. Дарови оставите? Па оставаме по нешто. Крпа било, чорапи било, нешто си донесеме. Оставаме се за здравје, за среќа на деца, на сите. Ден убав празник, нека е за ново години. Господ нека дава здравје на сите. Секоја година идам на Свети Спас и у другите цркви. Поштувам цркви од детинство. Вознесението Христово се слави 40 дена по Великден и спаѓа во 10 господови празници, што ги празнува Светата црква. Вознесение Христово е ден кога Христос се вознесе од своите ученици на небесата, со тоа што ги благослови им го вети стегувањето на Светиот Дух, Утешителот. Ги укрепи во верата, им покажа дека тој е навистина Синот Божи кој воскресе од мртвите и ете 40 дена после воскресението за да ги укрепи и да им потврди дека тој е Синот Божи, дека тој е Спасителот на светот вистински, се вознесе пред нив, ги благослови и им го вети слигувањето на Светиот Дух што ќе се случи после 10 дена и со што ќе се означи и роденденот на Светата православна црква. Според народните обичаи и верувања, на овој ден неродки ја обиколуваат црквата Свети Спас во Штипско Ново село со црвен и бел конец да добијат прва рожба во семејството. До година доаѓаат со дарови. Инаку црквата Свети Спас е една од најстарите сакрални градби во Штип. Изградена е во 1369 година од војводата Димитрije. Неодамна се конзервираше фреско живописот во црквата кој датира од 14 век. Со одигрувањето на последното 30-то коло се спушти фудбалската завеса во третата Лига Исток. Тимот на Беласица од Струмица сосема заслужено го освои првото место и друштво во втората Македонска лига. Ке им прават екипите на Плачковица од Радовиш и Осогово од Кочани. Во второлигашката комбинација се уште и екипите на Каменица Саса и Кит Го Пехчево, но тоа ќе се дефинира најдоцна до вторник 30 мај. Со одигрување на надпреварите од последното 30-то коло заврши првенството во третата фудбалска лига група Исток. По многу возбудување, сосема заслужено, најбрзо и први го истрчаа источиот третолигашки круг играчите на Беласица од Струмица. Еве ги комплетните резултати од ова последно 30-то коло. Овчеполен напредок Здраве Радово 2:2. Василево Слоги 1934 7:2. Рудар 1947, Каменица Саса 4:3, Брегалница Голак, Плачковица 2:3, Осогово Беласица 4:6 и Тиверија Работик Џумалија 0:1. Табела: Беласица е прва со 73 бодови, второ место Плачковица 66, трето место Осогово 60, на четврто место Каменица Саса има 55, петто место Кит Го Пехчево 51. Шесто место Овчеполе 47, седмо место Напредок Здраве Радово 35, осмо место Василево 31, девето место Брегалница Голак 30, 10 место Малеш 26, 11 Тиверија и 12 место Слоги 1934 има по 24 бодови. 13 место Рудар 1947 23 и на последното 14 место екипата на Работик Џумалија со 22 бода. Екипите на Беласица, Плачковици и Носогово, заедно со првите три екипи од третата Лига Југ,
Борец од Велес, Кожув Гевгелije и Победа во Ландово влегуваат во новоформираната втора Лига Исток, која ќе брои 10 екипи. Ако се има во предвид дека засега во оваа лига остануваат Хоризонт Турново и Вардар Неготино или Тиквеш Кавадарци, плюс Брегалница Штип која испадна, тогаш на овие три екипи, ако се додадат 6 екипи од Истокот и од Југот, се формира група од 9 екипи. Четвртопласираните екипи Каменица Сасе и Превалец од Велес тогаш би играле бараж за 10-тиот член во втората лига. Нашите информации велат дека ниту екипата на Победа во Ландово, ниту Превалец од Велес немаат услови, ниту финансиска конструкција за надпреварување во втора лига. И во случај на нивно откажување, тогаш екипите на Каменица Сасе и на Кит Го Пекчево директно ќе се пласираат во втората лига Исток. Но да оставиме простор за реално согледување на работите, кое нешто многу ќе зависи и од мислењето на одговорните луѓе во Фудбалската федерација на Македонија, кои сигурно ќе извршат инспекции и сигурно ќе сакаат правенства со организирани екипи кои располагаат со современи просторни услови, со облекувални, квалитетни одржувани терени со трибини и со сите неопходни санитарни и приднужни елементи за комфортно гледање на фудбалски надпревари, односно екипи кои ќе имаат финансиска конструкција за непречено учество во правенствата организирани од Фудбалската федерација на Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Пријатно!